Врз основа на воочените аномалии и неправилности на парламентарните избори во 2011 година, најрелевантната меѓународна организација за оваа проблематика ОПСЕ и ОДИХР дадоа своји препораки и сугестии за измени во изборниот закон, како и предлог активности за прочистување на избирачкиот список. Во целиот изминат период од година и пол, владата и парламентарното мнозинство не покажаа, ама баш никаква волја и подготвеност, овие препораки да се прифатат и вградат во изборниот закон. Тоа не се случи, а беше и јавно признаено од представници на Министерството за правда, ниту во предлогот на измени на изборниот закон поднесен од владата, а изгласан само од парламентарното мнозинство во собранието. Тоа што не го направи власта, го направи опозицијата. Подготвивме и во собранието доставивме предлог на измени на изборниот закон, во кој нема буквално ништо друго, освен препораките на ОПСЕ и ОДИХР преточени во законски одредби. Законот е следен за расправа на оваа актуелна седница на Собранието на Република Македонија. Она што сериозно не загрижува е што на комисиските расправи парламентарното мнозинство гласаше против. Сакаме јасно да порачаме. Овој пат политиката на власта за одолговлекување, а потоа ставање пред свршен чин, како пред парламентарните избори во 2011 година, нема да помине. На денешната седница Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз донесе одлука дека доколку во изборниот закон не се направат неопходните измени и не се вградат препораките на ОПСЕ и ОДИХР и доколку не се исчисти избирачкиот список, ние на предстојните локални избори нема да учествуваме. Овој наш став благовремено го соопштуваме на цели 3,5 месеци пред изборите, па секој има време да се преиспита и соочи со сопствената одговорност за сите последици и за земјата и за демократијата во земјата.